со оглед на динамиката како што работи основното јавно обвинителство од Гостивар постапувајќи по овој случај. Еве скоро за 3 недели, вчера јавното обвинителство соопшти официјално дека се извадени сите черепи и остатоци од човечки коски кои што пред околу 3 недели по анонимна дојава беа пронајдени во пештерата, така наречена Череп, која што се наоѓа во планинскиот предел помеѓу кичевските села Бачишта и Тајмиште. Инаку, предходно на почетокот на септември, оној тим кој што го имаше составено основното јавно обвинителство од Гостивар, составено од антрополози, археолози и спелеолози, на почетокот на септември успеа да извадат околу 19 черепи и остатоци, додека во текот на вчерашниот ден беа извадени уште 40, со што, како што и ти самата кажа, во прашање се околу 60 черепи и други остатоци од коски, кои што се доставени до Институтот за судска медицина, криминалистика и медицинска деонтологија во Скопје за понатамошна обработка на истите. Она што како информација пред некој ден излезе токму од овој тим на стручни екипи кои што работеа на овој терен, најверојатно, значи, се побиени оние претходни претпоставки дека се работи за коски стари над 1000 години, значи сепак тоа се коски и остатоци кои што датираат не постари, значи не подолг временски период од 50 години, што значи дека истите би потекнувале од околу 1960 до 1970 година. Меѓутоа, дали е тоа навистина така и кои се причините што токму ова може да се наречи масовна гробница на еден начин, бидејќи 60 черепи и остатоци од коски се пронајдени на едно место, да видиме дали тие луѓе тука се убиени, дали тие луѓе се убиени и донесени тука. Значи, самата истрага, откако ќе заврши обдукцијата, откако ќе завршат сите оние анализи од стручните лица, ќе дознаеме и која е всушност причината за смртта на овие луѓе и точно во кој период е тоа случено. Основното јавно обвинителство од Гостивар најавува дека за сите детали кои што ќе бидат утврдени со анализата во Институтот за судска медицина во Скопје, како и на сите други анализи кои што ќе бидат потребни, јавноста навремено ќе биде известена токму од ова јавно обвинителство.